Држава полни 31 година независност. Пред 3 декади беше спроведен успешниот референдум на кој граѓаните со огромно мнозинство одлучија Македонија да биде самостојна и суверена држава. Македонската радиотелевизија како единствениот јавен сервис известуваше за историскиот момент на одлучување за независноста на Македонија. Драги Аргировски е долгогодишен публицист и новинар, кој тогаш бил уредник на информативната редакција. Се сеќава на атмосферата и еуфоријата на денот на прогласување на независноста на Македонија. Како радиотелевизија бевме многу добро организирани. Јас бев уредник и долгогодишен уредник на ова информативна куќа од самото формирање, со тоа што имавме и бев уредник многу битно на дописна редакција кој понесе големиот товар од известувањето за овој значаен настан. Ние тогаш формиравме многу центри за известување како се движи референдумот и што е најважно исто така во сето тоа формиравме покрај Скопје како централно известување. Имавме и 3-4 центри во внатрешноста, во Битола, Охрид, Штип и така натаму. На референдумот учествуваа 1,2 милиони наши сонародници, а според резултатите кои беа објавени, речиси 100% беше поддржана самостојноста на Македонија. Текот на референдумот го следеа 167 домашни и 100 странски акредитирани новинари. На самиот референдум и во анкетите се почувствува и во атмосферата се почувствува дека ќе имаме позитивен одговор, односно после 25 јануари 1991 година, кога тој повеќе партиски парламент ја усвои декларацијата за самостојна Република Македонија, се почувствува еден навистина порив кај сите граѓани, сите анкети, сите средби, дека ќе има позитивни резултати. И така се случи. Од вкупниот број 72 насто излегува на гласање, на право на избирачи што имавме, и од тив 95 насто или 100 гласа за самостојна Република Македонија. По затварањето на избирачките места, граѓаните спонтано се собирале на плоштадот Македонија во центарот на Скопје, каде Македонското радио организирало свеченост насловена Глас за Македонија со настап на 100 естрадни ѕвезди. Меѓу настапите на уметниците пред насобраните граѓани се читале извештаите кои општинските изборни одбори ги доставуваа до Републичката комисија за спроведување на референдумот. Тој настан плоштадот цел аплодираше, создаде една атмосфера многу сјајна, незаборавна. Тоа нашата македонска радиотелевизија, посебно телевизијата, директно го пренесуваше, со тоа што имаше нормално и една еуфорија, една атмосфера, оптимизам и кај сите граѓани, и кај сите политичари. Тогаш се сеќавам дека првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров изјави дека Македонија ќе биде послова оаза на мирот. А тогашниот председател на владата на Република Македонија Никола Клјусев рече дека еве се создаваат услови да побрзо чекориме да бидеме членови на Европската унија. Таа вечер на плоштадот во Скопје, идниот прв председател на Република Македонија, Киро Глигоров, се обратил кон македонскиот народ со историскиот говор. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија.